Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новата сезона на емисијата Трета порта. После 2 месеца пауза, емисијата Трета порта заедно со останатата програмска шема на 24 вести се враќа на екраните. Како што знаете, емисијата Трета порта ги собира најинтересните моменти во светот на интернетот и во овој политички магазин ви ги представува најинтересните коментари и анализи. И во оваа сезона Трета порта ќе остане доследна на своите принципи, на објективно и реално информирање. Како што знаете, во емисијата секогаш се трудиме да ги прикажеме сите страни на настаните и се обидеме во коментарите исто така да бидеме објективни и да прикажеме коментари кои ги артикулираат сите позиции. Се разбира кога има такви, има и случаи кога коментарите се еднострани и едноставно не може да се најдат они од друга страна, но ние се трудиме и секогаш ќе се обидуваме да ви ја прекажеме реалната слика. Емисијата можете да ја следите секоја среда во 19 часот и 15 минути премиерно и реприза утре дента во четврток во 14:30. Во оваа емисија, во премиерната емисија до оваа сезона, ќе почнеме со случувањата околу судскиот процес во кој премиерот Груевски го тужи лидерот на опозицијата Зоран Заев за нанесена душевна болка, за изнесените информации околу продажбата на Македонска банка и тврдењата на лидерот на опозицијата дека премиерот Груевски тогаш, како лидер на ВМРО ДПМН, примил пари во кеш за продажбата на Македонска банка во износ од 1.500.000 евра. Емисијата ја почнуваме со еден надпис во весникот Вечер кој ја коментира целата ситуација. Па така во Вечер насловот вели: нема докази ни сведоци за снимката на Заев дека Груевски договарал провизија. Значи, од насловот може да се заклучи што е заклучокот на и пораката на Вечер. Вела дека после сведочењето на Јовица Стефановиќ Нини, попознат како Газда Нини, нема докази дека премиерот Груевски тогаш како лидер на ВМРО ДПМН земал пари во кеш. И еве изјавата на премиерот Груевски. Заев има смислено сценарио, чија цел е целосно уништување на мојата чест и углед. Имам разбирање и висока толеранција за политичка критика, но ова се груби и тешки невистини, повеќе пати повторени, преку кои ме прикажуваат како главен криминалец. Никогаш во животот не сум бил во судир со законот. Честа и угледот секогаш ми биле на прво место. Тешко можам да го опишам чувството од невистините на тужениот. Тоа е изјавата на премиерот Груевски, а сега ќе ја видиме и изјавата на лидерот на СДСМ Зоран Заев и еве неговата фотографија објавена во Вечер. Мотивот, намерата и целта на моите тврдења во ниту еден момент не беше да нанесам штета на честа и угледот. Долго време одмерував што да направам со информациите што ми беа достапни. Моја граѓанска должност беше да го пријавам и обелоденам криминалот за да не станам соучесник премолчувајќи го, а како лидер на опозицијата тоа беше и моја обврска. Тоа е една од изјавите на Зоран Заев и на премиерот Груевски кои ги пренесува весникот Вечер под насловот нема докази ни сведоци за снимката на Заев дека Груевски договарал провизија. Продолжуваме со текст на Радио Слободна Европа во кој се нотира друг момент од судењето, а тоа е дека оштетата која бара премиерот Груевски од лидерот на опозицијата Зоран Заев е намалена од 500 на 50.000 евра. Па така, наместо 500.000 Груевски бара од Заев 50.000 евра, се вели во текстот во насловот на Радио Слободна Европа. А еве го и образложението. Според него ова го прават затоа што штетата што ја претрпел Груевски не можела да се надомести со ништо, додавајќи оти сакале да ги уверат судот и јавноста дека целта не им била материјална корист, туку докажување на вистината. Обвинетиот Зоран Заев по дадениот исказ изјави дека намалувањето на сумата е само ефтин трик на тужителот.
Тој е текстот на Радио Слободна Европа, во кој се нотира на барањето за намалување на оштетата. За ова судење по овие случувања имаше големи реакции пред се на социјалните мрежи, реагира сите, реагира корисниците, граѓаните, реагира и припадниците на опозицијата. Па така статус напиша и подпредседателката на СДСМ Радмила Шекеринска. Таа целиот случај го посочува, го компарира со случај на корупција во Романија и го вели следното. Видете ја македонска банка на романски начин. Кај нас аудио снимка, кај нив видео. Кај нас подкуп за купување банка, кај нив за помала затворска казна. Кај нас преговара премиер, кај нив брат на председателот. Ама во Романија институциите не ја одбиваат снимката, туку ја сметаат за клучен елемент за почеток на сериозна истрага. Во Македонија обвинителството и судството станаа смоквен лист кој треба да ја сокрие вистината за криминалот на Груевски. Таа злоупотреба уште долго нема да застари, затоа не спијат мирно. Тоа е пораката на Шекеринска. Продолжуваме со други текстови. Колумна напиша и Бранко Геровски од Слободен печат и Плюс Инфо и неговата колумна е насловена Шио ми га ѓуро, значи една позната српска пословица, преведена овој пат. Геровски сака да каже дека во многуте текстови што се појавија по судењето, во кои се посочува вмешаност на тајни служби во целата работа, во кои се вели дека службите наводно договориле сведочење на газданини да дојде во Македонија, па за таа македонските служби требало на српските да им даат други остапки, значи сите тие приказни. Геровски вели дека биле штетни за целиот процес и дека само ја насочиле работата далеку од суштината. И затоа Геровски во својата поента порачува. И додека не го слушнам исходот, ќе кажам само едно. Работата е толку сериозна што бара многу посериозен пристап од сите инволвирани во случајот, од целата јавност, а особено од критички настроените медиуми. Не само поради парите што нивниот ќе му ги земе на нашиот во наводници, туку пред се поради фактот што во процесот се направени и се прават многу крупни преседани, што можат сериозно да ја поместат судската пракса, светлосни години далеку од стандардите на Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Ова што го велам не ви значи многу, нели? Знам дека е така. Вие сакате да се палите на приказните за тајните служби. Затоа и ви велам, како и да завртиш, работава е Шио ми га ѓуро. Тоа е колумната на Геровски. А сега продолжуваме со текст објавен во неколку медиуми, објавен во Курир, објавен во Нетпрес и она што е интересно, што се работи за потполно ист текст, со ист наслов, со иста содржина и без подпис на автор. Двата текста се објавени и подпишани дека се објавени во тие редакции, значи во Курир и Нетпрес. Еве го текстот, вели: Заев сам се матираше, сега бара виновници. Еве што е информацијата на Курир и Нетпрес. По се поизвестниот епилог од судскиот процес, каде Заев е тужен за клевета и навреда, првиот човек на опозицијата, според наши извори, започнал да ги бара виновниците меѓу колегите од раководството, пиар тимот и адвокатскиот тим. Причина за ова е аматерскиот обид за водење на политичка хајка за која се покажа дека е незаснована на вредни доказни аргументи, туку на измислени работи и невистини, што всушност се потврди со сведочењето на главниот сведок на СДСМ Јовица Стефанови Книни. Според познавачите, останува дилемата дали ова е гаф на тие што му ја смислиле стратегијата на Заев да влегува во вакви хајки или лош совет на адвокатскиот тим, кој самиот Заев го доведе до ваква политичка незгодна ситуација. Ете, тоа е текстот на Нетпрес и Курир. Заев сам се матираше, сега бара виновници.
Продолжуваме со една подолга анализа направена од порталот Нова, во која се анализира целиот случај, целото судење, претходницата и во која се поставува главното прашање. Груевски против Заев, дали станува збор за политички случај? Во анализата на Нова, која е прилично долга и обемна, се споредуваат повеќе случаи, се споредува праксата на судот на европските судови, на судот за човекови права во Страсбур. Еве тука е спомната и аферата на турскиот премиер Ердоган, тогашен сега председател, во која имаше исто така снимка во која неговиот син зборува за наводна корупција и потоа следува тужба на Ердоган кон лидерот на опозицијата. Се споредува и случај сличен случај во Канада, каде премиер ја повлекол тужбата против лидер на опозицијата. И после сите овие во заклучокот на Нова се вели: владата да се воздржи од тужби. Има други средства да одговори на критиките. Сите овие примери укажуваат на ниво на демократичност на една земја и аплицирање на законодавството кој ги следи демократските пилари и вредности. Независност на медиумите, слобода на медиуми, слобода на изразување, судство кое е надвор од политички влијанија и делува независно. Се со цел да се ограничи влијанието и моќта на власта и нејзините тенденции да биде апсолутистичка. Како се вели едно образложение на судска пресуда во случајот Касталс против Шпанија. Доминантната положба на владата наметнува потреба таа да покаже воздржаност од кривични постапки, особено тогаш кога на располагање стојат други средства да одговори на неоправданите напади и критики од страна на незините противници или од медиумите. Тоа е заклучокот на анализата на Нова. Во која се поставува прашањето дали станува збор за политички процес. Продолжуваме со колумна и на Насер Селмани, тоа е со Facebook став на Насер Селмани, во кое тој се изјаснува за целиот случај и вели дека премиерот Груевски не требало да го тужи лидерот на опозицијата, бидејќи имал други механизми и немал потреба од тужба. Тој вели, лидерот на ВМРО ДПМН и премиер Груевски ги добил изборите, ги добил со убедлив резултат и која е тогаш смислата на тужбата. Се плашам, вели Селмани, дека сака да се создаде впечаток во јавноста дека е недопирлив и дека дури лидерот на опозицијата не може туку така да го критикува и обвинува. Или може би сака да ја крене цената на критиката против премиерот. Ако решите да го критикувате или обвинувате, ќе мора да платите висока цена за тоа. Ако е тоа така, тогаш премиерот треба да знае дека имаме сериозен проблем со демократијата. Без критика, дури и да не е многу веродостојна, нема демократија и напредок. Подобро да се кажат 100 лаги, отколку да се сокрие една вистина. Тој што свесно изнесува лаги плаќа висока цена, јавноста е немилосрдна. Тоа е пораката на Насер Селмани. Емисијата ја продолжуваме уште со оваа тема, остануваме тука, имаме уште неколку коментари и анализи за целиот случај и сега продолжуваме со Facebook статусот на новинарот Бранко Тричковски, познат по неговиот остар јазик и непосреден говор. Тричковски вели: напишал наслов Груевски и којотот. И тука алудирајќи на брзата птица Итрица од цртаните филмови. Бркајќи ја брзата опозицијска птица, што оди против неговата антимакедонска мисија. Груевски ја дотера својата кариера во онаа фаза во која во цртаниот филм којотот го поминува работ на бездната и продолжува да се движи и да се свирка, без да забележи дека под нозете му го нема тлото, по кое до пред еден момент така цврсто чекореше. Во фазата значи во која се остварени сите предуслови за брз и радикален пат, но самото страмоглавување се уште не е почнато. Процесот против Заев е чекор кој го оддалечува нашиот којот од цврстото тло на кое мислеше дека ги изгради урнатините на Македонија.
системот што го изгради почнува да работи против него и тогаш кога му носи победи затоа што сите го третираат не како извор на неговата супериорност и на сопствениот страв, туку како извор на страшна работа со еден обичен циркузант. Тој е Facebook статусот на Бранко Тричковски, Груевски и Којотот. Како што кажав, Тричковски често користи и вулгарен јазик кој е дозволен за колумните и во новинарската сфера, но јас за жал не можам да го прочитам на телевизија, затоа ги именувам неговите зборови за да бидат поприфатливи, но да не се изгуби смислата. Продолжуваме со колумна на Ерол Ризаов со неговите редовни колумни, овој пат посветена на целиот случај, и таа е насловена Газданини и другите. Анатомија на судски процес кога тужи премиер. Јовица Стефановиќ алијас Газданини стана најзначаен адут на тужителот во судскиот процес по приватната тужба на премиерот Никола Груевски против лидерот на опозицијата Зоран Заев. На општо изненадување, уредно поканетиот господин Стефановиќ дојде да сведочи во Скопскиот суд. Угледниот и чесен бизнисмен од Србија, инаку добро познат по своите добри дела во целиот регион, под заклетва кажа дека лично не ги познава ни Груевски ни Заев. Само слушнал за нив и никогаш со двајцата не разговарал за било што. Човекот банката си ја купил легално на берза. Така се купуваат банки во Македонија. Ке станеш рано са бале и по еден убав сон ќе го свикаш управниот одбор на твојата фирма. Ке му телефонираш на брокерот и ке му речеш купи ја на берза Македонска банка. Многу едноставно, просто и честно. Тоа е дел од колумната на Ризаов, во која тој на прилично ироничен и циничен начин зборува за честноста на Јовица Стефановиќ Нини. А еве и анализа во медиумите објавена за повторно подсетување кој е Газданини, па се вели во насловот лицето од српската потерница стана главна бизнис фаца под заштита на Љупчо и на Грујо. И тука се мисли на Јовица Стефановиќ Нини. Еве дел од текстот. Дали најмногу ризикувал или пак добил со купување на акции во банките? Ово таму што две банки во Македонија, каде што Нини поседуваше голем дел, беа ликвидирани. Прво беше Радо банка, а по неја и Македонска банка. Бидејќи во Македонска банка акции имаа врхушките на тогашното ВМРО ДПМН, па и нивните пајташи, одвозачи и телохранители. Влезот на Нини се толкуваше како подарок за партијата која му дозволи претходно да купи значаен дел од македонските компании, иако тоа беше спротивно на постојните македонски закони. Ете, тоа е текстот за тоа кој е Јовица Стефановиќ, познат како Газданини. Тука завршуваме со овој блог кој е посветен на судењето на тужбата на премиерот Груевски против лидерот на опозицијата Зоран Заев и продолжуваме со останатите теми. Еве, имаме во оваа недела имаше и друга судска пресуда, таа е против поранешниот премиер Владо Вучковски за случајот со Тенковски делови, каде апелација потврди дека Вучковски треба да оди во затвор во период од 2 години. И во анализата се објаснува дали тоа значи дека Вучковски веднаш ќе оди во затвор или не, а заклучокот е дека тоа може да се случи во следните неколку месеци. На осудените им остануваат уште неколку месеци на слобода, бидејќи најпрви на сите нив, но и нивните адвокати, треба да им се врачи пресудата на писмено. А потоа, откако последниот од нив ќе ја прими, тече рок од 15 дена, по кој одлуката станува извршна. Како што Вучковски ни објасни. Веднаш том ќе ја прими пресудата, ќе поднесе и водреден лек до Врховниот суд за водредно преиспитување на пресудата. Во вакви случаи, праксата покажува дека најчесто се чека одговорот од Врховниот суд, кој често пати стигнува пред казната да стане извршна. Вучковски смета дека конечно правдата ќе ја добие од Врховниот суд. Тоа е приказната околу професорот Вучковски и пресудата на апелација.
Во изминатите денови Македонија беше погодена и од дождови, од невреме и како по правило во изминатите случаи, секогаш кога врне посилен дожд се поплавуваат градовите, а улиците се претвораат во реки и тоа е нешто што секогаш предизвикува најголема реакција на корисниците на социјалните мрежи. Така беше и овој пат, па така корисниците на Facebook често постираат фотографии од тоа. Еве една интересна од новинарката Ирена Мулачка, која вели: една слика, 1000 зборови. Еве јас ќе ја зголемам малце вака. А имаме и статус на поранешниот председател на Лекарската комора, професорот Владимир Борозанов, кој постирал фотка од поплавен дел од Битолската болница, информација објавена во некои медиуми, а во неговиот статус вели: слободна водена здравствена зона мистер Джиуджиц. И тука алудира на министерот за здравство Никола Тодоров. Тоа е за поплавите. Имаме и колумна на аналитичарот Рамадан Рамадани и трпео буџетот, опозицијата и иднината како Југославија. Во оваа колумна се збори за многу работи, но има и еден дел кој е посветен на уставните измени и вели вака. И тоа за уставните измени кои се посветени најмногу на буџетот. Ово потсетување може да се прочита и како укажување на тоа што вистински недостасува во Македонија и кој е тој празен простор кој засега изгледа непополнет и кој би требало да го пополнат токму опозицијските партии. Оваа празнина сега е толку голема што може во големина да се мери само со празнината од политиката на власта. Ова затоа што мислам дека се тоа што во последно време го прави владата и не се некои политики, туку само и трпеовски мерки за и околу буџетот. Токму затоа главниот лик на владата во последно време е Зоран Ставревски, кога со превртливи очи кажува дека отпис на долг е можен само со лична карта, зашто ги имале податоците. А од друга страна на корисниците на буџетот по разни основи им бара едно чудо калабалак документи. Тоа е колумната на Рамадан Рамадани и трпео буџетот, опозицијата и иднината како Југославија. Емисијата ја продолжуваме со колумна на Бранко Ѓорѓевски од Дневник, кој е експерт за црковните односи. И тука Ѓорѓевски реагира, како што вели во самата колумна, по писмо на читател, кој вели дека кога Ѓорѓевски пишувал за другите проблеми на монаси, на свештеници во другите православни цркви, каде тие биле размонашени, дека тоа Ѓорѓевски сакал да го спореди со случајот со владиката Јован и така да ја релативизира целата приказна. Ѓорѓевски му одговара на тој читател и го посочува случајот со Ерусалимскиот патријарх, кој бил расчинет и прашува кој бил неговиот греф. Дали само поради тоа што другите православни цркви имале причини да веруваат дека тие навистина сториле криминал и дека добиле заслужена казна? Лично во тоа не ми се верува. Попрво ќе биде тоа дека православните цркви немале интерес и причина да реагираат за тамо некој патријарх или владика, чија дејност не ги засега најдиректно. Секој оној што сака малку подетаљно да го испита случајот, брзо ќе му најде соодветен контекст. Поради тоа, треба ли да не зачудува што сега најжестоки реакции за писмото на македонскиот архиепископ дојдоа од редовите на српската и од грчката православна црква. Нивниот контекст ни е јасен, дополнителен притисок врз МПЦ и врз македонската држава, играње карта на нов раздор. Тоа го вели Ѓорѓевски. А еве и една интересна анализа објавена на порталот Netpress, преземена од германските медиуми, од Die Welt, во кој тие зборуваат за
начинот со кој Западот се справува со кризата во Украина и за заканата од Русија. Па така во насловот се вели: новосоветскиот империализам против западната демократија. Еве дел од анализата. Всушност, господарот на Кремљ никогаш и немал ниту најмала намера да се откаже од својот план за делумно или целосно починување на соседната суверена држава. Последниот негов говор не остава никаков сомнеж за тоа дека со војната агресија тој цели многу повисоко отколку контрола врз Донбас. Употребениот од него назив Нова Русија на јазик на екстремно големи руски национализам опфаќа една многу поголема површина од јужна и источна Украина. Путин во никаков случај не дозволува да остане збунет од колебливата реакција на Западот. Западните влади одамна го прифатија незаконското анексирање на Крим, а општеството не се интересира за ужасните нарушувања на човековите права. Сето ова силно го охрабрува Кремљ во неговата навредлива оценка дека Западот можеби изгледа силен, но всушност е безопасен како еден тигар од хартија и ќе се покаже немоќен при следното присвојување на територии. Тоа е текстот на Нетпрес. Продолжуваме со колумна на Тони Науновски, исто така насочена кон надвор, но поврзани со Македонија, вели фашисти и антифашисти во својот наслов, и во него Науновски вели дека Германија и германската канцеларка Ангела Меркел немале право на Македонија да ја кажува да го реши проблемот со името. И еве зошто, според Науновски. Таквите кои наместо да се покаат за Холокаустот и гревовите на нивните предци кои стрелале не германци, не ариевци, не кажуваат нам, на миролюбивите македонци, дека мора да направиме компромис за името. Нашето име, нашиот идентитет е гордо име на секој од нас. Ние не сме направиле злостори со тоа име, со нашето свето име. Македонија никогаш во историјата не имала такви расистички, фашистички идеи и масовни убиства. Тоа е колумната на Науновски, фашисти и антифашисти. И завршуваме со колумна на Христо Ивановски, хиените во Силиконската долина, во која Ивановски зборува за улогата на ИСИЛ и за начинот со кој Западот се справува со оваа криза. Еве поентата. Ова е секако далеко од триумф на исламскиот фундаментализам и хиперфашизам на ИСИЛ. Има многу сили што се борат против нив. Иако клучот на таа борба е во Ирак и Сирија, прашање е дали Западот и нивните сојузници ќе ги коригираат грешките кои претходно ги направија, а кои придонесоа ИСИЛ да им се формира пред носот. Исто така битката со ИСИЛ, но и со стотиците други исламистички организации и фракции нема да биде краткотрајна, па затоа Америка како предводник на првата голема коалиција против исламските терористи треба да биде предводник и во формирањето на други такви коалиции. Една таква коалиција на микроплан би можела да биде пример во Македонија и во нејзиното опкружување, каде треба да се неутрализираат и изолираат исламистите со посебен фокус на повратниците од Сирија и Ирак. Тоа е дел од поентата на Христо Ивановски во неговата колумна Хиените во Силиконската долина. Со ова ја завршуваме оваа трета порта, оваа премиерно издание во новата сезона. Како што кажав, трета порта следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. И во оваа сезона ќе се обидеме да останеме доследни на својот начин на избалансирано, неутрално и реално известување и пренесување на случувањата од интернет просторот. Трета порта исто така можете да ја следите и на интернет на незината страница Трета порта, каде што може да оставите и ваши коментари кои потоа ќе бидат прочитани во емисијата. И до тогаш не го заборавајте мотото на Трета порта, која ќе остане актуелно и во оваа сезона, а тоа е дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика. До тогаш останете и со програмата на 24 вести.